Горе-доле тоа е програмата наша, немаме некоја спортска програма. Минатата година учествувавме во хуманитарни акции, неколку, меѓу другите имаше Куманово организирано за Нова година посета на децата во градинката за деца со посебни потреби. Тоа беше тамошен клуб организатор Кумановски. Ние бевме десетина мотори, сите маскирани како дезомразовци со подароци, ги посетивме децата, се сликаа со нас. Претежно сме ориентирани на такви акции. Значи, од претходно слушам брзински трки, туринг мотори. Која е просечната брзина на едно рели, например од Скопје до Дојран, кое што се вози? Ако земеме во обзир дека брзинските трки се над 200 км на час. Просечната не можете да ја добиете затоа што имаме патот, пропратно. Да, максималната брзина некаде 100 км на час е на добар дел од патот, односно на автопат. Со толкава група не може ни по голема група не може да вози. Едно информативно прашање, кој се смее да се вклучи во релито, во самото рели независност? Дали е тоа во зависност од кубикажата на моторот, дали евентуално можат со скутери да отидат, со оглед дека 3 дена се патува? Нема ограничување на кубикажата, односно на снагата на моторите. Секоја година има пехар за најак мотор и најслаб мотор, секогаш има скутери од 50 кубика. Додека сме ние на пауза, они доаѓаат секогаш ни пратат и не пристигнат. Бидејќи спомнавте, возите од Дојран, па возите Струга, сепак има... Основно правило е да биде член, значи на клуб или на некоја организација мотоциклистичка. Значи мора да биде член на некоја организација, доколку би сакал да патува организирано да патува, да. Не може индивидуално, вие како индивидуалец да се пријавите како учесник на рели. Значи морате преку федерација, преку клуб или преку некој здружение на моторциклисти да се пријавите. Игор повели. До мене најискусниот мотоциклист во Македонија кај туринг моторите. Спомна дека не е голем дел, не е голем љубител на брзинскиот мотоциклизам, но има свој љубимец кој што мисли дека ќе победи, па ајде малку од вашето искуство. Не, прво да ве демонтирам, не мислам дека ќе победи. Он си е на долната скала, се од втората група. Јас, ете, како најстар, не е некој голем епитет најстар, најискусен. Почнав од 59-та, па наваму се движи се све од тоа како се имат финанси, дали е подобар мотор, послаб мотор, дали ќе се оди таму или ваму. Углавном, до ден денеска сум активен возач и гледам да не пропуштам нешто што ми е интересно, не само мене, него и со друштвото, со мојот клуб да одам. Оваа година бевме у Задар и добивме од Рели Фим Федерација од Европа и Пехар као најбројна екипа од Македонија. Значи пак се враќам на туринг. Да, не запоставам и ова да гледам. Игор, сепак јас да не заборавам да го спомнам пијалокот Витал, кој што сепак е овде со нас присутен и не освежува, кој што е за спортисти, влијае на концентрација, влијае на добро возење веќе моторџиите и оние со послабо здравје исто така може да им го подобри здравјето. Кавак пред трката? Би сакал само да се доврзам за ова. Мислам дека ќе разговараме за Фим релито во вториот дел на емисијата, меѓутоа само накратко, бидејќи веќе го начнав на тој муавет четвртото место во Задар, ние во мај кога беше ова трка спомнавме во оваа емисија и за тоа постигнување, меѓутоа еве од прва рака бидејќи сте биле учесници, може ли да се направи споредба меѓу Фим релијата кои што представуваат исто така концентрација на мотоциклисти од цел свет со ова наше рели независност кое што е така Фим рели во мало? Сличности има, меѓутоа наше во рели е повеќе за возење, акцентот е ставен на возење, додека на Фим рели сме сконцентрирани по 3-4 дена на едно место. И парада на нации. Парада на нации, имаме представување на државите, да, годинава нашата држава беше највисоко котирана во својата историја, 4-то место освоивме. И можам да ви кажам од бившите ју републики, односно од сите балкански држави, ние сме една од најјаките со учество на тоа Фим рели. Претежно е туризам. Фим релито е претежно туризам. Повеќето се возрастни луѓе, учесници таму,
Нема лудување, нема збеснување, нема палење гуми, нема гласни музики доцна во ноќта. Релаксирачко, убаво рели. И да се навратиме на MotoGP, спомнавме Педроса е на пол позиција, Кейси Стонер не вози поради болест, поради истоштеност. Значи, Дани Педроса успеа со својата Хонда да ги потисне двете Ямахи на Роси и на Лоренцо на трето и второ место. Кои се вашите очекувања, прогнози за оваа трка, колку го следите брзинскиот мотоциклизам, бидејќи веќе професионално би рекол повеќе сте насочени кон туристичкиот мотоциклизам? Го следам редовно, ги следам трките. Сум за Педроса, навивам за Педроса, не затоа што е Педроса, затоа што вози Хонда повеќе Сите заради возите моторот. Хонда. Ние сме оде сите со Хонди. Сакам да победува Педроса, да. Не верувам дека ќе успее нешто против Ямахите да направи барем годинава, али сакам да победи. Оливер, вие исто? Па, Хонда си е Хонда, ама Роси е Роси. Никогаш не сме да се подцени. Не сме. Табак веќе возачите мотоциклистите се подготвуваат, така да предлагам веќе да се припремиме, да се заземеме своите позиции и да ја проследиме финалната трка, главната трка. Јасно, може да ги чуеме и другите гости, евентуално доколку имаат некоја прогноза. Да, може. Вие за кого би прогнозирате? Роси. Валентино Роси. Дали тоа дека во моментов е најдобар? Вие за кого би биле? За Педроса. Вие за Педрос. Да. Затоа што во моментов има по позиција? Вози Хонда. Вози Хонда, добро. Оред, се пофрламе тоа со слика, предпоставам, на Индианаполис и ќе го проследиме заедно овој пренос од MotoGP.